Според вас би требало да се покачат сметките за струја на граѓаните од јуни, доколку гледаме пазарно и реално на работите? Па, како што кажа колегата, ако е електричната енергија гледаме како економска категорија и соодветно производната цена на ЕСМ ЕЛЕМ, па би требало едно 10-20% да ја порасне сигурно. Најмалку и тоа. Сега тука е прашањето колку е владата спремна државата да субвенционира делот. Значи владата што субвенционира? Она субвенционира оној дел што граѓаните не би го платиле, а би помогнале на овие енергетските компании. 10 до 20% би требало според сегашната состојба како се движат работите да изнесува повисоко новата Субвенционирање цена. во сите сектори на државно ниво има и во сите држави. Значи земјоделството ако не е субвенционирано во Франција и Канада не би обстоило. Така да тоа е според вашите очекувања? Работа да видиме кога зборуваме за цена на електрична енергија. Зборуваме за универзален снабдувач. Тоа се домаќинствата и малите потрошувачи. Во моментов ве прашав за домаќинствата, Да, домаќинствата малите. Инаку, кога станува збор за малите, за фирмите, па и ако некој домаќинство отишло на слободен пазар, тие во последнава година и пол плаќаат пониски цени отколку кај универзалниот снабдувач. 250 евра како доаѓа 150 денари, не 16 денари киловат час е за мали фирми, а на слободен пазар 7 денари може да набавите. Тоа да го спомнеме дека либерализацијата на пазарот овозможува и за овие 0,4 киловолтни потрошувачи, само што потрошувачите не се информирани. Мора да завршуваме уште ваш став за колку би се покачила цената на електричната енергија во јуни, кога треба да се донесе новата пресметка, и господине Димитров и вас на кратко. Само кратко. Коректно да лицитираме со бројки. Да, меѓутоа реалните параметри што покажуваат. Вака, цената на граѓаните зависи од работењето на ЕСМ. Бидејќи тие се единствениот понудувач на кај универзалниот снабдувач и колку се спремни тие да или да ја понудат својата цена се разбира со поддршка на владата, бидејќи таа на крај таа што ги треба да ги штети граѓаните, таква ќе биде цената за крајните потрошувачи. Значи треба оптимизација на работата, или едната работа е поефикасно производство самите во целиот процес на планирање на производството или на како ќе работите во следната година, работењето на електраните, меѓутоа да не го забораваме моментот дека во многу месеци цената на берза е поевтина од производството на ЕСМ. И тука треба да се биде флексибилен и да се игра, или тоа е во насока на ефикасност, со цел на крај трошоците на ЕСМ да бидат пониски. Така да Господине Димитров, за крај што да очекуваат граѓаните во јуни? Ја уште лани на нека ваква емисија или кога беше рекол дека очекувам и би требала цена да биде на ниво уште тогаш барем 70 евра мегават сат заради високата цена на основната суровина во термоцентралите, јагленото дувоз. Ако немаме ние поевтини јаглен, не може да биде ни цената производна пониска. Така да реално тоа е. Мислам дека таа цена ќе се зголеми и затоа веројатно со законот ќе се дефинира да се помогне на тие ранливи енергетска сиромаштија, а за другите дека малку ќе зголемат цената да споделат тој трошок, бидејќи и така тие средства само се вртат од еден джеп во друг, државата ги дава преку порез за тоа. Очекувам, мислам, верувам дека треба да се зголеми, колку ќе се зголеми. Треба да се види дека електростопанство со оваа цена не може да преживее, не може да се развива, не може да инвестира, се вара, не може да враќа некои претходни кредити од околу 80 на милиони евра, колку што читаме. Те овие работи не им е лесно сега на владата, политички е тоа многу лош потез да се зголеми цената, сите чекаат да се намали, заради тоа што економски граѓаните не се баш во добра кондиција. Добро, кои се очекувањата за колкав процент тука би можеле да... Процент не знам, ја би рекол лани дека би требало да го очекувам дека според не да биде недека на ниво од 70 евра продажната цена од електростопанство на Македонија, а ако
потоа се накалемуваат сите други додатоци. Имаме евана дистрибуција, пренос, оператор и се друго, и така на крај тоа станува двојно повисока цена во однос на производната цена. Колку ќе помогне државата, колку ќе направи, ќе биде таа цена на граѓаните. Ќе видиме, не може никој да предвиди. Тоа е политичка одлука веќе, Так, не е економска. Како и до сега.